Минус 97 килограми. Столе Евтимов Македонија против Магомед Аџи Нуров, исто така Македонија. Се знае кој е тука голем фаворит. Меѓутоа да видиме до каде е Евтимов со неговата форма и со неговите можности да се спротистави на реално големиот фаворит, еден од најдобрите во светот, кој што е носител на бронзен медал пред 2 години на светско првенство, а лани беше на Олимписките игри во Токио со исполнета норма. Нуров е во синдрес, Евтимов во бел, практично во... Да, има и тука промена, чисто за информација, гледате долу под над колениците им се обележени. Кај Нуров е, иако плав дрес, има права лента, а кај Столе е со црвена. Да. Всушност таму е белегот на кој каков. Да. И за појаснување, еве, ефективна акција. Ова го потврдува што го кажавте. Зошто едниот е со црвена, едниот е со плава? Кога се пишува листата, првиот на листата е со црвен дрес, вториот е со плав дрес, чисто за појаснување на публиката. Иако тие листови не допираат до нив, меѓутоа мора да се знае кој е кој. И кога се има редослед на жребење, и многу однапред се знае кој со кого ќе се бори до крај на да речеме врз основа и на колку борачи би настапиле во. Да, како во боксот, црвени си нагол, да. Слично и во борењето и во некои други борачки спортови. Да, поена веќе 8-0. Ако забележите, гледате имаме таму црвена кофичка со црвен сунгер кај борачот, значи од другата страна има син со син. Значи тие сунгери таму се во случај доколку е заврши борбата, само за има челендж, да. Челендж значи доколку има реакција врз основа на одлуката на судиите. Нешто слично што во фудбалот го има сега го направија и сега може да се врати на телевизија и да се погледне акцијата уште еднаш. Атрактивен Магомед Аџи Нуров не ни пружи поголемо задоволство од една минута, иако Столе Евтимов делува добро подготвен сепак. Нуров е светска класа